Добар ден на сите. Денеска имаме еден нов проект кој што сакаме да го соопштиме на јавноста, директно поврзан со младите луѓе, индиректно поврзан и со демографијата. Директно поврзан со младите и со доаѓањето до сопствен дом на младите луѓе до 35 години. Почитувани, едно од најзначајните животни прашања кое се поставува пред секој човек е обезбедувањето на сопствен дом. Тоа е голем предизвик. Како влада, оваа тема секогаш сме ја земале за врвен приоритет. Во изминатиот период, преку многу мерки и проекти, сме ги унапредувале условите за стекнување на дом за секоја општествена група. Било да е тоа преку обезбедување на станови за социјално ранливи групи, изградба на станови за млади брачни парови, намалување на ДДВ за ново изградени станови од 18 на 5%, обезбедување на бесплатни проекти за изградба на куќи и многу други мерки. Исто така, во функција на создавањето на подобри можности и поволности за стекнување на дом, владата обезбеди законски услови со кои се предвиде почетната цена за купување на земјиштето за изградба на куќи да изнесува 1 евро за метар квадратен и дополнително изврши намалување на комуналиите, односно на доместокот за уредување на градежното земјиште. Како што спомнав, од неодамна Министерството за транспорт објави проекти за типски куќи, за оние кои што немаат доволно средства и сакаат да заштедат направење на проекти за куќи. Еден од најзначајните проекти во оваа смисла е проектот Купи куќа, купи стан, преку кој проект во изминатите 4 години, преку неповратни средства, кои ги доделува владата, односно субвенции во износ од 4 милиони и 700.000 евра, се помогна на 728 семејства да го решат прашањето за стекнување на сопствен дом, стан или куќа. Сега одиме чекор понатаму. Во овој проект, преку негово усовршување, сериозно унапредување и воспоставување на посебен фокус за поддршка на младите луѓе до 35 години, за да можат да стекнат свој дом. Затоа што токму младите луѓе, младите семејства, се тие што туку што започнуваат да создаваат сопствен дом и тие имаат приоритет во оваа смисла. Денес сакам да објавам дека од најдоцна од 1 февруари 2016 година, покрај тоа што продолжува проектот Купи куќа, купи стан, тој продолжува и понатаму, ќе стартува и нов проект. Проектот Купи куќа за млади. Овој проект ќе значи сериозно, драматично и изворено позитивно унапредување на условите за купување на куќа од страна на младите луѓе, преку возможување на дополнителни поволности. Со проектот наречен Купи куќа за млади, на младите луѓе до 35 годишна возраст, кои се или пак не се во брак, владата на Република Македонија, преку два модела кои ќе може да се изберат, еден од тие два модела, ќе им даде можност да добијат неповратни средства за да се стекнат со куќа. И тоа, првиот модел, или ќе исплаќаме субвенција на месечната рата на кредитот за стекнување на куќа во период од 11 години, и тоа субвенција во висина од 80% од средствата во тек на 8 години и 50% од средствата во тек на следните 3 години, после овие 8 години за покривање на трошоците за месечната рата, во која влегува и главницата и камата. Што е првиот модел. Секој млад човек до 35 години ќе може да го одбере еден од двата модела, или првиот или вториот. Уште еднаш повторувам, првиот е
државата исплаќа субвенција на месечната рата на кредитот и главница и камата за стекнување на куќа, и тоа во период од 11 години. Субвенцијата трае 11 од вкупно 20 години. И тоа субвенцијата во првите 8 години е 80% од ратата и во наредните 3 е 50% од ратата, а во ратата влегува и месечна отплата на главница и камата. Тоа е првата можност. Втората можност, доколку младите луѓе не се определат за првата, имаат втора, зависно од нивните потреби и ситуации. Втората можност е исплаќање на субвенција во висина од 100% од средствата за учество во кредитот за стекнување на куќа. Значи, втората опција е 100% плаќање на учеството, додека понатаму кредитот младиот човек сам ќе си го исплаќа. Затоа што некои луѓе немаат пари за едното, а некои имаат потешкоти за едното, кога велам немаат пари за учеството, а некои па имаат пари за учеството, а имаат понатаму проблем за отплата на ратите. Субвенцијата ќе се однесува, односно владината помош, и овој проект ќе важи за купување на ново изградени куќи кои се градат од страна на градежни компании со цел потоа да се продадат, односно тоа се изградени, но не вселени куќи. Куќи во кои треба доправа да се всели првиот собственик. Или пак изградба на собствена куќа, на свое земјиште, или пак надградба и доградба на куќа. На овој начин ставаме фокус и на дополнителна поддршка на градежништвото и градежните компании во Република Македонија, што ќе придонесе за поголема профитабилност на градежните компании и за отворање на нови работни места во градежниот сектор. Исто така, на овој начин и со овој концепт даваме поддршка и на оние домашни економски субјекти кои произведуваат основен и помошен градежен материјал за изградба, како што се цигли, арматура, бетон, маутер и други градежни материјали, но и на економските субјекти кои вршат производство на производи за интериерно и екстериерно уредување на куќите, прозорци, плочки, цевки, паркет, огради, фасади, мебел, инсталации и други производи за потребите на домување. Како што кажав, младите ќе може да бираат меѓу два модели. Првиот модел е субвенција на ратата, во која влегува главнината и каматата, а вториот модел е субвенција на учеството за кредитот за купување куќа. Да образложам сега подетално. Доколку го изберат првиот модел, моделот рата, владата ќе отплаќа 80% од секоја месечна рата, во која влегуваат и главнината и каматата, од кредитот, во време трајање од 8 години, а по овие 8 години, владата уште 3 години ќе отплаќа 50% од секоја месечна рата во овие 3 години. Значи, вкупно, 11 години ќе се исплаќаат субвенции за месечната рата за кредитот, и тоа 8 години 80% од месечната рата, и уште 3 дополнителни години после овие 8 години ќе исплаќаме уште 50% од месечната рата. Например, за месечна рата од 200 евра, владата во период од 8 години ќе отплаќа 160 евра месечно, а корисникот на кредитот 40 евра месечно. По овие 8 години, во периодот од 3 години, владата ќе отплаќа 100 евра од ратата, а корисникот исто така 100 евра во период од 3 години, 9-та, 10-та и 11-та година. Субвенциите кои ги образложив и кои ќе ги дава владата се однесуваат, односно важат за кредитите до максимален износ од 50.000 евра. Корисниците на проектот може да земат кредити повисоко од оваа сума, но субвенцијата ќе го опфати делот на кредитот до 50.000 евра. Периодот за враќање на кредитот, за кој ќе важат субвенциите, кои ги образложив,
може да изнесува најмногу 20 години, односно кредит до најмногу 20 години за отплата. Апроксимативните проценки покажуваат дека за кредит од 50.000 евра, корисниците ќе добијат субвенција до 33.000 евра. Значи, за кредит од 50.000 евра, корисниците ќе добијат субвенција до 33.000 евра. За кредит од 40.000 евра, корисниците ќе добијат субвенција до 28.000 евра. За кредит од 30.000 евра, корисниците ќе добијат субвенција до 20.000 евра, или 2/3 од целиот износ. Каматните стапки ќе останат исти како и досега, односно 3,95% првите 3 години, 4,44% четвртата и петата година, а после тоа каматата ја одредува банката, но не смее да биде повисоко од каматните стапки за останатите кредити за стан или куќа. Тоа е за првиот модел. За вториот модел, доколку некој го одбере вториот модел, моделот наречен учество, во кој владата отплаќа дел од учеството во кредитот за куќата, субвенцијата ќе биде исто така повисока за корисниците кои имаат до 35 години, односно субвенцијата во страна на владата ќе изнесува 100% од учеството за кредит за куќата. И оваа субвенција може да достигне сума до 12.500 евра, доколку се користи максимален износ на кредит од 50.000 евра. Тоа се средства кои владата веднаш ги уплаќа во име на корисникот на проектот, односно на кредитот. Позитивно во овој модел е што каматната стапка е фиксна за цело време на отплата на кредитот или 4,5% плюс месечен еурибор. Например, имајќи во пред дека согласно општите услови на основниот проект, учеството може да изнесува најмногу 25% од сумата на земениот кредит. Во случај на земање максимална сума на кредит за која се дава субвенцијата, за кредит кој кажав дека изнесува 50.000 евра, владата ќе му исплати на корисникот 12.500 евра веднаш. За земен кредит од 40.000 евра, владата ќе исплати на корисникот 10.000 евра веднаш. За земен кредит од 30.000 евра, владата ќе исплати на корисникот 7.500 евра веднаш. Уште еднаш ќе нагласам дека сите средства кои владата ги доделува преку двата модела на проектот се неповратни. За аплицирање, за младите, условите остануваат воглавно исти како што се во основниот проект, во проектот Купи куќа, купи стан, со дополнителен услов корисниците да имаат до 35 години, односно, ако корисникот е поединец и не е во брак, да има до 35 години, а ако се работи за брачни другари, тогаш најмалку еден од брачните другари да има до 35 години возраст. Примањата треба да бидат до 900 евра за поединец или до 1300 евра вкупен приход за брачните другари. Корисниците кои сакаат да го користат овој проект треба да не поседуваат друг стан или куќа. Барателот треба да ги исполнува условите на банката, односно да биде кредитоспособен и да нема подигнато друг кредит за стан или куќа. Она што е значено и би сакал да го истакнам е дека проектот Купи куќа за млади е проектиран да се однесува само за стекнување на куќа, а не за стан. Од причини за подршка на наталитетот, затоа што е докажано со редица студии во светот дека куќата како живеалиште обезбедува поголема мотивација за проширување на семејството и услови за повеќе детни семејства преку доградби, наградби и различни други форми на проширување на куќата заради проширување на семејството. Сите светски студии за наталитетот покажуваат дека брачните парови кои живеат во куќи многу почесто се определуваат за повеќе деца отколку оние кои живеат во стан. Овој проект има две цели.
Првата цел е на голем број млади луѓе да им помогне да дојдат до собствен дом, односно собствена куќа. Втората, индиректната цел е поврзана со демографијата. Среднорочно и долгорочно овој проект да влие на зголемен наталитет. Паралелно на овој проект, владата во соработка со градоначалниците и општините ќе вложи дополнителни напори за овозможување поголем број парцели за изградба на куќи. Исто така, на општините кои ќе изработат и спроведуваат детални урбанистички планови, со кои се предвидуваат парцели за изградба на најмалку 100 куќи на дадена локација, еден вид на нови насоби, со најмалку 100 куќи, владата ќе им помогне со плаќање на дел од комуналиите во сразмер кој дополнително ќе биде определен и договорен заедно со ЗЕОС. Почитувани, проектот Купи куќа, купи стан, досега имаше мощни поволни ефекти. Освен што голем број на семејства го решија прашањето на стекнување на дом, преку него и цената на квадратот, и каматните стапки кај стамбените, и кредитите за куќи, изминативе 4 години значително се намалени, што е бенефит за сите корисници на кредитите, но и пошироко. Очекуваме проектот Купи куќа за млади да даде уште поповолен ефект и да помогне на голем број семејства да се стекнат со собствен дом, со собствена куќа. На почетокот е потребна подршка, а ние преку овој проект таа подршка ја обезбедуваме и сакаме да дадеме една добра шанса за младите да решат едно од животните прашања – обезбедувањето на собствен дом. Убеден сум дека овој проект Купи куќа за млади ќе им обезбеди мноштво на позитивни ефекти на младите луѓе. Ќе продолжиме и понатаму да даваме силна подршка за младите луѓе преку многу други проекти и преку многу други мерки. Младите и понатаму ќе останат во фокусот на нашето внимание. Ви благодарам.